Почитуван господине Кернс, веде заменик амбасадор на САД, почитуван господин Тасевски, директор на Бюрото за јавна безбедност, господин Јанчев, градоначалник на општина Кавадарци, почитувано раководство на РЦ Југ и оддел за воздухопловни единици, почитувани представници на Македонскиот полициски синдикат, представници на Фронтекс, почитувани представници на медиумите. Што туку имавме можност да ја проследиме успешната реализација на тактичко показната вежба Рефлекс 2023 во реализација на регионалниот центар за гранични работи Југ, како дел од одделот за гранични работи и миграција со поддршка од Фронтекс, хеликоптерската единица на МВР, а во соработка со Општа болница Кавадарци. Тема на вежбата беше справување со прекограничниот криминал, односно спречување на кривично дело криумчарење на мигранти преку заедничка координирана соработка на повеќе организациони единици при МВР во соработка со Општина Кавадарци. При тоа не случајно е избрана локацијата 12 ватешки младинци. За нас тоа е историско место, но за криумчарите на мигранти, за жал, ова е користена маршрута за прекограничен криминал и спроведување на илегални мигранти, со оглед на непосредната близина на границата со Грција и планината Кожув. Од досегашното наше искуство со илегалната миграција, како дел од рутата која мигрантите ја користат за да стигнат до западноевропските земји, како нивна крајна дестинација, свесни сме дека криминалците во трката за профит постојано го менуваат начинот на дејствување, стануваат се пософистицирани поради технички средства кои стојат на располагање за да останат невидливи. Затоа МВР континуирано презема засилени мерки и активности за справување со оваа закана и спречување на нејзиното ескалирање. Во однос на обидите за илегално преминување, најголем притисок години наназад е токму на границата помеѓу Република Северна Македонија со Република Грција, а годинава имаме за 50% намалување на бројот на обиди за илегално преминување на границата, при што до сега се откриени околу 12.000 мигранти. Тоа се должи на зајакнати мерки, поефикасна контрола како на самата гранична линија, така и преку работењето на пунктовите во внатрешноста и секако вклученоста на припадниците на Фронтекс. Бројот на откриени случаи на криумчарење на мигранти на подрачјето на регионалниот центар Југ е сличен со минатата година, со откриени 75 случаи на обид за криумчарување на 948 илегални мигранти, но ако го земеме предвид фактот дека бројот на мигранти во 2023 е намален за половина од лани, тоа говори за многу поголема ефикасност при откривањето на криумчарењето на мигранти. Истовремено секогаш имаме предвид дека при одговарање на овој глобален предизвик, покрај за безбедносниот, мора истовремено да внимаваме и на хуманиот аспект, имајќи ја предвид нивната ранливост и водејќи сметка за почитување и заштита на основните човекови права и слободи. Оттука и важноста на денешната тактичко покажна вежба. Впрочем, преку ваквите симулацијски вежби, полицијата активно се подготвува за предизвиците од секојдневната работа, кои бараат брза и врвна подготовка, размена на податоци и секако на координиран пристап при реализација. Затоа симулациите играат клучна улога во подобрувањето на полициската подготвеност и на нашите капацитети за брз и ефикасен одговор. Така ја зајакнуваме нашата безбедност, а рамо до рамо со полициските службеници од Фронтекс и безбедноста на европските граници. Би искористил оваа прилика да упатам честитки до еврокомесарката Јохансон и до земите членки на Европската Унија и Европскиот парламент за постигнатиот историски договор за реформирање на миграцијската политика на Европската Унија предвадена, кој допрва треба да мине низ формална ратификација, а се оценува како триумф на тригодишниот амбициозни напори за ставање крај на децениското ад-хок управување со кризи и едностранните мерки за справување со наглиот пораст на барателите на азил. Новиот пакт за миграција и азил представува законодавен проект кој ги офаќа сите фази на управување со азил и миграција, почнувајќи од проверка на нерегуларните мигранти штом пристигнат во Европската Унија, земање на биометриски податоци, процедура за поднесување и постапување со барањата за азил, правилата за одредување која земја членка е одговорна за постапување по овие барања, соработка и солидарност меѓу земјите членки, но
и како да се постапува во кризни состојби, вклучително и случаи на инструментализацијата на мигрантите. Неговото значење е големо, бидејќи се очекува конечно да се воспостават предвидливи и јасни норми кои се обврзувачки за сите земји членки, а крајната цел е воспоставувањето на рамнотежа помеѓу одговорноста на оние кои примаат најголем дел од барателите на азил и принципот на солидарност што треба да го почитуваат другите земји. На крајот дозволете ми да се заблагодарам и да одадам признание за одличната вежба на сите припадници на македонската полиција, припадници во регионалниот центар Југ и секако припадниците на Фронтекс, на раководството на РЦ Југ и на раководството на Бирото за зајавна безбедност, а посебно благодарност до вас медиумите и медиумските работници кои што сте тука и кои што на овој начин допринесуваат да ја запознаеме јавноста со она што го прави македонската полиција за подигнување на степенот на безбедноста на сите граѓани. Благодарам.